Добродојдовте на часот по географија во 7 оделение. Јас сум Милица Патраклиева, професор по географија во Општинско основно училиште Лазо Траповски во Скопје. Започнуваме со нова подтема хидрографија на Македонија и во наредните часови ќе се задржиме на подземните води, изворите, реките, речните сливови и езерата. Денес ќе зборувам за подземните води и изворите во нашата земја. Резултатите кои сакаме да ги постигнеме од овој час се истакнување на значењето на водите и нивната поделба, објаснување на настанокот на подземните води и изворите, стекнување на представа за артерски и бунарски води, осознавање за поделбата на изворите на обични, минерални и термални води и издвојување на подрачјата во нашата земја со подземни води и извори. На почетокот треба да се истакне дека водата е значаен фактор за животот на човекот, растителниот и животинскиот свет на земјата. Таа се користи како енергетски извор за пиење, наводнување, за спорт и рекреација, лекување. Нашата татковина располага со подземни води во кои спаѓаат бунари и извори и површински води во кои спаѓаат реките и езерата. Кога станува збор за настанокот на подземните води, претходно ќе се потсетиме на кружното движење на водата во природата. Под влијание на сончевата топлина, водите од светското море, односно морињата и океаните, и од водите на копното, испарува дел од површинската вода. Таа во вид на водена парја оди во атмосферата каде се згуснува во облаци, од кои подоцна паѓаат врнежи. Еден дел од атмосферската вода и врнежите протекува во морињата, океаните, реките, езерата, еден дел повторно испарува од површината на земјата и еден дел понира во внатрешноста на земјиштето. Во земјината кора има пропустливи и непропустливи слоеви. Низ пропустливите слоеви таа стигнува до непропустливите слоеви, низ порите и пукнатините на песоците, варовниците и други пропустливи карпи, водата се искачува, исполнувајќи го просторот над вододржливите глинени слоеви. На тој начин се формира подземната вода или уште наречена издан. Извор е место од каде подземната вода избива на земјината површина преку пукнатините наречени раседи. Подземните води лежат врз непропустливите слоеви од глина и карпи, над кои се наоѓаат пропустливите слоеви од ситен песок и чакал. Поради наклонетоста на непропустливите слоеви, изданската вода се движи. Долната граница на изданот е непроменета, а горната граница е променлива и зависи од врнежите, топењето на снеговите и слично. Во нашата земја подземни води има најмногу во рамниците на котлините Пелагонија, Струмичката, Скопската, Полошката котлина и покрај поголемите реки Вардар, Црна река, Треска, Брегалница, Пчиња и други. Издвојуваме два типа подземни води, бунарски или уште наречени фреатски и артерски бунари. Бунарските најчесто се застапени во котлините и речните долини. Вода добиваат од врнежите и одводните текови, кои се спуштаат од повисоките кон пониските предели или од самите реки доколку се наоѓаат во близина на речното корито. Се смета дека 60% од селското и 50% од градското население се снабдува со вода од бунарите. Бунарите се поплитки ако непропустливиот слој е поблиску до земјината кора, а се подлабоки кога глинестиот слој е подлабок. Водите поврзани за подлабоките издани се многу почисти од водите во поплитките издани.
Артевските бунари се наоѓаат меѓу два непропустливи слоеви. Кога горниот непропустлив слој ќе се пробие со дупчење, водата излегува на површината во вид на водоскок. Најкарактеристични артевски бунари има во Пелагонија, во Струмичката, Кочанската котлина и други. Нашата земја има околу 1100 извори. Најголем број на извори се наоѓаат во планинските предели на Шак планина, Бистра, Баба, Јакупица, Јабланица, Кожув и други. Најголем број извори се наоѓаат во западниот дел од нашата земја, помалку во источниот, а најмалку во Поврдарје. Изворите повеќе се застапени во планинските области, затоа што со зголемувањето на надморската височина се зголемуваат и врнежите. 80% од изворите се наоѓаат во сливот на Вардар, 15% во сливот на Црн Дрим, а најмалку има во сливот на реката Струмица. Изворите се разликуваат според богатството на вода, температурата и составот. Според богатството и издашноста се делат на слаби и јаки извори. Изворите со издашност над 50 литри во секунда се нарекуваат врутоци. Најчесто се наоѓаат во варовнички, односно карстен предел. Еден дел од реките извираат од силни врутоци, како што се реките Вардар, Црна река, Треска, Бабуна, Студенчица и други. Најсилен или велиме најиздашен извор е изворот Острово кај манастирот Свети Наум во близина на Охрид, со протек над околу 11.000 литри во секунда, кој добива вода од Преспанското езеро. Од другите извори кои се во близина на Охридското езеро се Билјанини извори, Вевчански извори на планината Јабланица, изворот Шум кај Струга, кој со своето мало езеро се користи како мрестилиште за пастрамка. Од другите поголеми и важни извори се Рашче кај Скопје. Градот Скопје и населените места во близина се снабдуваат со вода од овој извор, кој се полни со вода од подземните води на Полошката котлина. Изворот на реката Вардар кај во селото Вруток, близу Гостивар, има големо значење за жителите на овој град и населените места во неговата близина. Изворот на реката Бабуна, Нежилови карпи, со незиниот прекрасен водопад. Градовите Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп се снабдуваат од изворот на реката Студенчица кај село Горно Добреноец, на Бистра кај Кичево. Понатаму се изворите на реката Треска, на јужниот огранок на планината Бистра, изворот на Црна река кај село Железнец и други. На картата се представени најјаките извори кои ќе ви помогнат вие истите да ги пронајдете во вашите физички карти. Според температурата на водата, изворите ги делиме на ладни од 25 степени Целзиусови и топли над 25 степени Целзиусови, наречени термални. Доколку се богати со минерални состојки, се познати како минерални извори. Ладните минерални извори се користат за пиење, а топлите за лекување од разни болести и затоа покрај нив се изградени бањи. Во нашата земја има повеќе ладни минерални извори кои се користат за преработка и производство на познати брендови. На картата може да ја видиме просторната разместеност на производните капацитети на минералните води. Меджитлија, Битолско, каде се произведува минералната вода Пелистерка, село Гермијан кај Битола Гермина и кај село Кременица кај Битола Пелароса. Шаго кај Велме, село Велме Охрид, во близина на Охрид се произведува минералната вода Илина. Трнскот на 1100 метри надморска височина на планината Кожув, село Конопиште, се произведува минерална вода Горска. Село Мрежичко на Кожув
Кожувчанка, извор кај село Тополовиќ кај Кратово, се произведува добра вода, извор Бреза, Лисец на Осоговските планини се произведува минералната вода ладна, село Горна Цера на Осоговските планини се произведува инаква, во близина на Виница се произведува евина, село Бадар кај Катланово се произведува минералната вода Бадар, извор Јурија, село Ротинце кај Тетово се произведува Менада и место Васов град се произведува минералната вода изворска. Покрај минералните извори со ладна вода, во нашата земја има термоминерални извори преуредени во бањи. Такви бањи има 8. Тоа се Катлановска бања кај Скопје, Кумановска бања или позната како Проевска кај Куманово, Кежовица кај Штип, Негорски бањи кај Гевгелија, Кочанска или бање кај Кочани, Двесеноѓат кај Дебар, Косоврасти и Бајниште и најтоплата бања со 72 степени Целзиусови е бања Банско кај Струмица. Во карстните предели присутни се постојани или периодични речни водни текови кои на одредени места понираат во земјиштето и понатаму течат како подземни води. Овие текови се познати под името понорници. Во Македонија Крапска река е типична понорница која своите води ги внесува во реката Треска. И тони вода која се наоѓа во карстно поле на неколку километри источно од Галичник и други. На картата е представена разместеноста на јаките обични извори, минералните и термоминералните извори, односно бањите во нашата татковина. Картата ќе ви послужи да ги примените стекнатите знаења. За домашна задача, во вашите тетрадки напишете ги имињата на означените обични минерални извори и бањи со помош на вашите физички карти. Посветете внимание на вашиот интелектуален развој. Ви благодарам на вниманието.